Заев на избори ќе играл и шпиц, и лево и десно крило, но само доколку Мицковски прифати една изборна единица. Запрашан од пратеникот Никола Мицевски, дали би прифатил да биде шпицен кандидат, односно доколку изгубени изборите да замине во политичка пензија, премиерот со фудбалски речник порача дека би прифатил само доколку опозицијата прифати промена на изборниот модел. Шпицен, реков и лево и десно крило. Какво крило сака такво, сака шпиц. Што сака тоа ќе играме. Немам проблеми никакви. Заев пред 2 дена првично порача дека доколку не се изгласаат според неговите зборови суштинските закони во собранието, тогаш изборите ќе биле одложени. Вчера пак најави дека ќе размислел дали да поднесе оставка. Според опозицијата, ваквите потези се страф од пораз. ВМРО ДПМН го нападна дека нарачува анкети. Мене ми е јасно како стојат работите на терен и што се случува, меѓутоа очигледно имате намера да го билдате вашето членство, па затоа излегоа некои анкети кои што навистина не соодействуваат со она што се случува во државата. Тоа е ваша работа, вие знаете како и која стратегија да ја примените и таму ние како политичка партија ниту сакаме, ниту имаме желба да се мешаме. Заев пак му врати дека рейтинзите биле такви и на анкетата треба да и се верува, бидејќи МЦМС била финансирана од странски пари и била сериозна агенција. Раководството на Македонскиот центар за меѓународна соработка, МЦМС, е независно раководство, кое што соработува со сите политички субјекти, соработува со сите институции, локални, државни и слично, и апсолутно е кредибилно и тие дадоа свое наративно објаснување за кој што го ставија својот подпис. Финансирањето е апсолутно независно, значи меѓународно е финансирањето и слично, и не е нешто ново. Освен Заев и СДСМ, ниту една друга партија не сака ниту да помисли на одложување на изборите. Велат премиерот мора да го почитува договореното кај шефот на државата Пендаровски и да си остане на зборот.